Почитувани, добре дојавте. 3 децении се зборува за реформа на јавната администрација, а резултатите се и натаму скромни. Нов закон треба да биде темел за конечно професионална, ефикасна и департизирана администрација. Дали овој пат станува збор за вистинска системска промена или уште еден обид што ќе остане на хартија? Разговараме со Неда Малеска-Сачмаровска од Центарот за управување со промени, експерт за јавна администрација. Добре дојавте во студиото на Телма. Благодарам, добар ден. Непосреден повод за вашето гостување е новиот закон за високи раководители во државната управа, нешто што би требало да представува база за една навистина сериозна реформа на јавната администрација, што ете по 3 кусур децении во Македонија ќе овозможи да се департизира јавниот сектор. И тоа е нешто што е добро, меѓутоа токму кога ќе помислиме дека има за што да се фатиме, дека гледаме светло на крајот од тунелот, ќе видиме дека тоа светло всушност станува збор за возот, веројатно кој ќе нас гази. Од другата страна, бидејќи ни се случува во парламентот случајот со Џихан Ахмет, кандидатка за член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која видовме како одговори на прашањето како би соработувала со, односно како би ја вмрежувала незината работа со останатите субјекти на база на Истанбулската конвенција. Одговорот беше таков каков што беше и веројатно тоа е тоа што обесхрабрува. Тоа покажува, отвара многу дилеми и сомнеши. Да, Горан, благодарам. Еве да се осврна малку на процесот кој што се одвиваше пред некој ден во парламентот, во Комисијата за избори и именување, каде што се избираат членови на ова важно тело, кое што треба да биде стручно тело, а тоа е Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, и која што всушност треба да се грижи за заштита на правата на граѓаните во случај на дискриминација, да ги штити нашите права како граѓани, на кому можеме да се обратиме. Изборот на членовите на ова тело беше одлика на нешто што се случува во јавниот сектор веќе со години, зад затворени најчесто врати, но овој пат оваа цела јавна расправа и јавно сослушување ја демонстрираше нашата комплетна девалвација на овој систем на највисоките јавни функции. Значи, еве ако ми дозволите само на неколку аспекти да се осврнам. Се работи за клучна позиција, комисионер, некој кој што треба да ги штити нашите права, за плата од речиси 2000 евра почетна плата, каде што условите кои што се бараат е да има некој да има високо образование и 5 години искуство во областа на недискриминација. Она што видовме од постапката за избори и именување во собранието што се случуваше, а тоа е дека од 14 кандидати кои што беа сослушани од ова тело, на крај комисијата даде предлог за 3 кандидати, меѓу кои и оваа кандидатка која што ја споменувате, Џихан, и која што беше предмет на дискусија во социјалните мрежи во аспект на незиното комплетно непознавање на материјата, која што беше на листата на тројцата најдобри кандидати. Што ни покажува целиот овој процес? Ни покажува дека апсолутно ова е по принцип на плен, политички плен, си се делат функциите и си се договараат функциите во парламентот и на тој начин вие ги предлагате кандидатите. Второ, целиот процес ни покажа едно самоволие и една оттуѓеност на пратениците воопшто од овие важни прашања. Например, она што можев да воочам, тоа е дека членовите на комисијата, сем председателот и со некакви исклучоци, беа присутни на почетокот на расправата, но не и на крајот на расправата. Тоа можете да го видите и на снимките на собраниските седници. Тоа значи дека не на сите кандидати им се дала иста можност да се представат пред ова важно тело, Комисија за избор и именување, каде што седат пратеници, за да бидат кои што се охрабриле да се пријават на оваа позиција. Трета работа, граѓанскиот сектор беше, значи, секоја чест на колегите, проактивен во поставување на прашања. Постапката однапред не е утврдена како ќе се оценуваат кандидатите, што исто така го девалвира целиот процес. Нема критериуми за оценка, кои што исто така го девалвира целиот процес. Значи, целата постапка и процедура ни покажа колку всушност ние немаме желба да се
сватиме во костец со овие клучни реформи и навистина да избереме најстручни и најпрофесионални лица за кои што ќе ги штитат, велам, нашите права во едно вакво тело како што е комисијата. Ова покажува дека можеби сме способни да испечатиме и да донесеме нови квалитетни закони на хартија, меѓутоа матрицата тешко се менува, односно воопшто не се менува. И сега најстрашно од се е што нема механизам во парламентот да се повика на одговорност и членовите и претседателот на комисијата за избори и именувања, како дозволиле од 14 кандидати, меѓу кои веројатно имало и поквалитетни некои и поподготвени, да се протнат неквалитетни кадри. Не само да се протнат, кај нас може треба да се успори целата Зошто комисијата не направила постапка? посериозен филтер? Зошто дозволила некомпетентен кадар да оди на јавна расправа и да се бламира и себе си, а и нас како јавност да го девалвира процесот? Бидејќи ова ги следат, овие реформи ги следат и нашите партнери од Европска унија. Како воопшто стаселе тие кандидати кои што не ги исполнуваат условите. Видите, во законите кај нас најпроблематично нешто е дека во суштина условите се пропишани, значи условите кога зборувам, велам, тоа е да имате високо образование, 5 години искуство, еве во овој случај се бараше во областа на човековите права, еднаквост и недискриминација, значи тоа се општите услови, да имате познавање на јазик. Меѓутоа, нема процедура како се бодуваа оние кандидати кои што ја ги изложуваа, имаа свој експозе од 4 минути со 8 минути прашања, со уште можност да постават прашања и да одговорат на прашања, за да добиете една таква висока и стручна и одговорна позиција. Значи, ниту има претходно критериуми по кои што се бодува. Дали тие кандидати имале претходно искуство во постапување по случај од дискриминација, дали воделе такви случаи, дали имаат аналитички вештини кои што треба да работат на превентивната улога во спречување на дискриминација од условите. Значи, воопшто нема ранг листа, па се оценуваат, па ова се најдобрите кандидати по таа првична оценка, па тие се сослушуваат. Ова беше единствено добро во целиот процес е што имаше транспарентност на постапката, во овој случај, заради тоа што тоа го пропишува законот за недискриминација. И што срамот и скандалот стана јавен. И што надзорот, граѓанскиот надзор доведе до тоа да се повлече едно вака неквалитетно решение од конечниот избор. Иако воопшто целата постапка е спорна, како одлучувате дека тие кандидати се најквалитетните кандидати. Сето тоа покажува дека партиската поддршка е многу поважна од компетентноста и од стручноста и од образованието формално и од се. И јас би рекол, не е само спорна тука комисијата за избори и именувања, што ги предложи Џихан Ахмет и останатите кандидати. Ахмет се повлече, веројатно под притисок на јавноста, поради тоа што се случи. Веројатно би требало тука да поставиме прашање и како Ахмет успеала да заврши правен факултет на најстариот и најрелевантен универзитет во земја, Свети Кирил Методи, на Јустинијан I, така прочита во незината биографија. Бидејќи 4 години на правен факултет, веројатно морала да дојде, или 3, колку е сега, не знам, но морала да се во еден од предметите по меѓународно право да се односно да го совлада Истанбулската конвенција е предмет што би требало да го научи тамо на факултет, а таа при тоа е и магистар по меѓународно право, мислам, во биографијата како што видов. Значи не е само комисијата како филтер, претходно и факултетот. Еве и какви кадри образуваме. Еден апел, точно тоа е еден апел и на самите на универзитетската фела на професорите да ги отворат расправите, да отворат оваа расправа и да ги слушнат кандидатите во нивните експозеа, во нивните излагања, па самите да проценат, бидејќи тие кандидати, па и граѓаните, да проценат за што станува збор, бидејќи дел од тие кандидати дојдоа комплетно неподготвени на таа јавна расправа, значи успеав да ги сослушам сите кандидати, комплетно неподготвени, една целосна импровизација за овие прашања. Најголем дел од кандидатите работат во јавниот сектор, па вие цената каков е квалитетот на нашата јавна администрација и не случајно за тоа постојано се говори. Значи, вистина беше еден сериозен револт предизвика ваквиот избор и именување. И пазите, како што веќе споменавте, заради тоа што
има јавност. Пред некое време се бираше и народен правобранител, ние не успеавме да видиме зашто избраниот народен правобранител кој што се предлага ги исполнува условите, ниту како е тој од сите кандидати кои што аплицирале за таа работна позиција најдобриот кандидат. Таму во таа постапка за избор на народен правобранител, се извинувам, немате јавност, така што ние можеме само да цениме дека по ова што го гледаме, дека веројатно е повторно прашање на некаков политички договор, бидејќи и одлуките зошто се овие најдобри кандидати воопшто не се образложени. Зашто ги поседуваат најдобрите компетенции, како одлучувале по представки, што направиле, кое било нивното професионално искуство, какви анализи направиле, колку се грижеле за заштита на одредени ранливи групи во таа постапка од дискриминација, какво е претходното искуство и така натаму. И ова ако се случува во највисоката институција во земјава, во законодавниот дом, на конкурс за работно место, како што спомнавте, од речиси 2000 евра плата, можеме ли да претпоставиме, веројатно е ова показател и пример, што се случува во пониските ешалони во јавната администрација, во општините, во јавните предпријатија, на другите конкурси, веројатно како се избира најкомпетентните кадри и веројатно, како што рековте, затоа е одговорот на прашањето каква ни е јавната администрација, односно ние таква каква што ни е во изминатите 3,5 децени. Од прилike, еве моето искуство во јавниот сектор, некаде од 2007 година, значи рачунајте дека тоа се од прилike 20 години, работа со институциите директно, во некој период и внатре во институциите. Секакви ситуации сме виделе ситуации на квалитетни кадри, но ова што го гледаме е исто така редовна практика, бидејќи внатре во останатите институции повторно назначувањето на највисоките или изборот и именувањето на тие највисоки функции се одвиваше и се одвива најчесто се уште по пат на политички договор помеѓу коалиционите партнери, кој ќе го земе кој ресор и кого ќе го назначи на тие функции. Дури до толку работите веќе ги преминале сите граници, да тоа е така јавно и би рекла на некој начин вулгарно, да вие во медиумите можете да слушнете дека политичарите сами зборуваат за тоа, зборуваат кои ресори ги добиле они и кои кандидати они ги предлагаат без никаква проверка на нивните стручни квалификации. И после очекувате да имате реформи, да имате мотивирана администрација, да имате вработени кои што ќе ве следат, да имате вработени кои што ќе дадат се од себе, ќе работат во насока на исполнување на целите, а при тоа клучниот критериум од оној кој што ги предводи институциите ги нема потребните квалификации и компетенции. И како што велите чест на исклучоците, бидејќи имаме и квалитетни кадри во јавната администрација, оние што го носат товарот практично на оние услуги што мора да им ги пружат на граѓаните. Генерално таа перцепција кои и самите политичари ја создаваат со тоа што јавно зборуваат за поделбата на ресорите, остава впечаток дека во Македонија и се уште и сега, кога се зборува гласно се зборува за реформа на јавната администрација, за новите закони кои ќе овозможат департизација, останува онаа матрица на која и институциите се гледаат како плен на некаква одговорност. Па да, до сега, еве сега овој нов закон кој што го најавивте за висока раководна служба, треба малку да ги помести работите во еден подобар правец, односно да ги поткрене критериумите. Иако, ако се има волја, јас мислам дека било какво решение кој што ќе го направиме, ако нашето поведение не ги прати, не се заснова врз тие принципи на стручност, компетентност, фер шанса за секого да пристапи кон работното место, нема ништо да направиме. Но еве, велам дека во овој закон за висока раководна служба, кој што се однесува само, за жал, само на органите на државната управа и на фондовите, а тоа е релативно тесен опсек од околу 100 работни позиции, овој закон треба да ги поткрене малку критериумите, во смисла дека ќе има критериуми за селекција, во смисла дека ќе има постапка предефинирана, дека е можно комисијата да даде и
претходно прелиминарен тест за тие кандидати, а не само да се заснова на интервју целата постапка на избор, иако во овој случај интервјуто покажа дека вие ако имате добро структурирано интервју со стручни членови внатре во комисијата, како што тоа беа представниците на граѓанскиот сектор, вие можете да добиете добар увид во тоа колку кандидатите имаат познавање во таа односна материја за тоа работно место за кое што конкурираат. Ајде да го прегледаме на кусо законот и да го искоментираме. Прво, зошто се оди со посебен закон за високи раководители, со потесен опфат, како што рековте, каде што не се предвидени јавните предпријатија. Дали без овој нов закон беше невозможно да се направи таа суштинска реформа? Дали ова стартот, базата на таа сеопфатна реформа? Јас искрено се надевам дека ова ќе биде почеток и дека по примерот на овој закон со уште позасилени критериуми, значи законот е во нацрт верзија и е во јавна расправа. Има и тука простор за значително подобрување, особено во однос на составот на комисијата, но еве се дебатира како тие решенија да бидат посоодветни. Овој закон се однесува на органите на државна управа. Реков на потесен обем, на клучното, на извршното јадро на власта. И во таа смисла критериумите се повисоки, значи тоа е предноста на законот во однос на другите решенија, иако се остава простор на дискреција на меѓу најдобрите, тројцата најдобри кандидати, да се направи избор на најдобриот кандидат. Зошто е тоа така? Значи, велам, стручноста е на прво место, но сепак на крајот, последното интервју, по примерот на некој од земите на ОЕЦД, па еве и на Велика Британија, сепак министерот и премиерот треба да имаат свој удел во таа селекција на оние кадри кои што треба да ги спроведат нивните политики. Што според вас до некаде е оправдано? Што според мене е оправдано, да. Според мене е оправдано заради тоа што треба да се остави простор и они да го формираат тимот, ама според јасно утврдени критериуми кои што нема да изфрлат. Сега многу ми е жал за оваа кандидатка која што е жена и која што вака е во јавноста, срамот поставена. Да, поставена во јавноста, но нема да имате еден таков кандидат на листата на тројцата најдобри кандидати. Значи, ова е паралелата, дека вие претходно се ќе направите за да стасате до најдобрите кандидати. Се надевам доколку се има политичка волја, воспротивно, мислам, нели, велите по примерот на некои земји, меѓу кои и Велика Британија, бидејќи и јасно е во парламентарна демократија, каква што е и нашата, односно каква што претендира да биде, дека политичката партија која добива мнозинство, односно добива доверба од мнозинството граѓани да ја води државата, има право да си ги одбере кадрите со кои ќе ги спроведе политиките кои ги ветила, нели? И во таа смисла законот најавува јасна поделба помеѓу политичките и професионални функции, но има еден член, мислам дека е член 4 од законот, кој вика високите раководители треба да бидат професионални, но истовремено да придонесуваат за спроведување на политиките на владата, што е нормално. Сега прашањето е каде е таа граница помеѓу професионалната автономија и политичкото влијание? Па да, видите, на тој спектар на дискусии околу тоа дали ние креираме систем на заслуги на овие највисоки раководни функции или по пат на политика се делат позициите, ОЕЦД земите членки Европската комисија инклинираат кон тоа дека вие имате првен стручност, а потоа морате да обезбедите и некаква репрезентативност, бидејќи во нашиот систем, нашето општество, имате представници на разни заедници, да речам етнички заедници, кои што мора да бидат представени во власта, па во таа смисла првен заслугата, а потоа и се друго. Етничка, родова застапеност и се останато во овие највисоки раководни структури. Така да тоа е таа разлика помеѓу политичкото и професионалното ниво, со тоа што дискрецијата ви овозможува одредено политичко влијание, ама сепак стручноста е најважна. Тоа е таа разлика која што сега, според ова решение, во строго контролирани услови, во интервју, ќе имате избор на најдобри кандидати, би требало да имате најдобри кандидати, и понатаму тие најдобри кандидати треба сепак да
бидат предмет на одлука. Значи, според вас, во овој нов закон, во ова ново решение, најпроблематична на некој начин, ако можам така да кажам, е комисијата за селекција, бидејќи таа прашање е колку ќе бидат навистина независни при изборот, со оглед на тоа што комисиите ги формира или управниот одбор или владата, како е? Да, комисиите зависи од тоа кој го избира и именува органот на управување или директорот, некогаш е владата, некогаш е министерот, некогаш се управните одбори. Комисијата кога се формира за избор и именување во владата, слично како ова што се случуваше сега во парламентот, праксата покажува дека вие мора да имате и стручни лица кои што ја препознаваат проблематиката во таа област, каде што го вршите изборот и именувањето. Бидејќи пратениците визави стручноста на граѓанскиот сектор во оваа јавна дискусија која што ве охрабруваме да ја погледнат и граѓаните, можеше да ја препознаат, да ја се види таа разлика. Значи, вие морате да бидете подготвени за такво структурирано интервју за да ги оцените кандидатите, мора да имате некакво претходно знаење во таа односна област за која што избирате. Сега зборуваме тука за стотина позиции. Така треба да биде, но овде всушност функционира по партиска поддршка, со партиска директива. Овие се обидите дека нешто ќе се направи поинаку и поразлично. Меѓутоа, овој пример треба да го следат. Го поставивте прашањето за јавните предпријатија, го поставивте прашањето за јавните установи. Дозволете претходно само за системот на бодирање, тестирање и интервју. Дали е доволно јасно уреден или треба да се допрецизира? Тој ќе се допрецизира со уредба на влада и тој ќе биде јасен, значи што поднесуваат кандидатите на почеток, како демонстрираат, какви квалификации имаат, поднесување на програма која што ќе биде на некој начин и предмет на оценка во однос на остварување на целите. Ќе може да ги поднесат потврдите за нивното претходно искуство, значи тоа ќе биде предефинирано, ќе бидат дефинирани во уредбата, бидејќи така и вели законот, ќе бидат дефинирани критериумите за оценување, значи селекцијата низ повеќе нивоа, проверка административна дали ги исполнувате условите, проверка на квалификациите и компетенциите, бодување, па на крајот тестирање или интервју и бодување врз основа на интервјуто или тестирањето. Забележа во член 11 и мој впечаток е дека законот поставува релативно високи услови: години искуство, раководни способности и познавање на странски јазик, па се наметнува прашањето дали нашата администрација има реално доволно кадар што ги исполнува овие критериуми, да не останеме на крај без компетентни луѓе односно без компетенциите и она што се бара во законот. Јас мислам дека ги поставува повисоки стандарди отколку што беа претходно, да, бидејќи ви бара раководно искуство да имате минимум 5 или 7 години, а 7 години работно искуство. Меѓутоа, законот има интенција да даде можност за вработените внатре во јавниот сектор да аплицираат за ваквите важни позиции, но и за приватниот сектор. Вие можете да имате раководно искуство во приватниот сектор. Обидот, ние се повеќе ќе се соочуваме со проблем да најдеме квалитетни луѓе, така да треба администрацијата да биде отворена и за луѓе од надвор, кои што ќе дојдат и кои што ќе можат да внесат некаква свежина на овие работни позиции. Така да раководното искуство се смета подеднакво внатре во јавниот сектор и надвор. Дали имаме доволно квалитетен кадар? Што ќе ги исполнува високите критериуми? Да, многу мала држава сме, многу ни е ограничен човечкиот капитал, а многу сме при тоа поларизирани, поделени и мислам дека на вистина треба да направиме еден исчекор да ова заслугата, меритот, компетентноста биде на прво место. Добро, и ако законот многу детално го уредува изборот, забележав дека помалку зборува за мерење на учинокот, односно како да не достигаат членови според кои ќе се оценува дали тој раководител или директор е успешен или не. Морам да речам напротив дека до сега воопшто немаше оценење на учинокот. Сега во ова законско решение самите кандидати треба да поднесат не само програма, туку и да кажат како ќе ги остварат целите на владата за таа институција, што ќе направат во нивниот мандат, нешто што не слушнавме од голем дел од членовите во комисијата во собрание.
како ќе го остварат, ќе го реализираат овие цели и при тоа ќе бидат оценувани еднаш до годишно или еднаш во 2 години, ќе бидат разработени тие повторно во уредба процедури за тоа како ги реализирале целите на кои што ги зацртале и каков перформанс имаат, односно што направиле да се подобри квалитетот на услугите кон граѓаните, целите кои што треба да ги извршат и така натаму, како ја подобриле работата. Со оглед на тоа што законот е во завршна фаза, кога вие како невладин сектор кој од блиску ги наблюдува случувањата во реформите во јавната администрација и на крај кога граѓаните би можеле да почувствуваат видливи промени, реални промени во однос на услугите кои им се испорачуваат или вие да забележите дека сепак одиме во вистинска насока? Па, ние учествуваме не само во оваа работна група, во сите работни групи до сега, во сите обиди да се донесе едно вакво законско решение, бидејќи ова е дискусија која што трае веќе едно 7-8 години наназад, а никако да излеземе со предлог решение. Сме учествувале и морам да речам Министерството за јавна администрација која што го води целиот овој процес е многу отворен, многу транспарентен за постапките, граѓаните можат да дадат коментари и нашите мислења главно се уважуваат. Еве ќе видиме сега до крајот на процесот како ќе се одвиваат работите. Дали граѓаните ќе можат да ја почувствуваат разликата, граѓаните и сега можат да ја почувствуваат разликата ако политичарите решат дека процесите ќе ги направат поодговорни и според високи критериуми во избор на овие кадри. Но еве да оставиме да покаже времето, али брзиот глас, извини Горан, сакам да речам, лошиот глас се шири исто толку колку и добриот глас, така да ако навистина има волја и ако има јавност во целата постапка, ќе може да се види таа разлика. Добро, ме поправивте во однос на дека има одредба што ќе го мери учинокот. Дали се доволно, односно, дали се допира и она институтот или институцијата вршител на должност, што е на некој начин хроничен проблем кога станува збор за македонската администрација, и еден коментар во врска со должината на мандатот, 4 години за државни секретари врзан со мандат, односно на владата, а за останатите раководители 4 години. Дали е тоа доволно време да се спроведе, како е во посериозните демократи од нас? Тоа ни е една од забелешките на Европската комисија, дека мандатот на членовите на овие функции треба да биде барем 5 години, за да го обезбеди непречениот трансфер, да, на некој начин пораката и независност од владата, стручноста на прво место, а втора работа е да го обезбеди тој трансфер во преминот од една влада во друга, да институционалната меморија зачува што се случувало во претходниот мандат, докаде се работите примопредавање, доколку има измени на тие високи функции, да обезбеди таа цел процес на селекција, постапка. Така да, отприлике, тоа е идејата на Европска комисија, на Сигма, зашто бара да од нас да биде мандатот подолг од мандатот на владата. Во однос на вршител на должност, во ова законско решение е подобро од колку што е до сега решенијата, како институт вршител на должност. Првен заради тоа што не можете да бидете неколку пати вршители на должности. Нашите истражувања покажуваат дека ние во минатото имавме цел мандат на директори кои што го обавуваат како вршители на должност. Причините за тоа беа заради тоа што дел од кандидатите воопшто не ги исполнуваа условите кои што се пропишани во закон за да бидат носители на раководна функција, па затоа беа вршители на должност, бидејќи ке вршителот на должност немате пропишани услови. Сега условите се еднакви како и оние на директорската позиција. Тоа значи дека ќе морате да ги исполнувате условите за да бидете вршител на должност. Ограничено е условите кога може да бидете вршител во должност и препораката е да тоа бидат луѓе од внатре од институцијата, кои што ќе го обезбедат повторно тој трансфер, да имате оглас, повик, да се направи селекција до избор на
директор или заменик директор на овие институции. Така што овој институт вршител на должност е значително ограничен сега. Само еднаш можете да обавувате мандат вршител на должност. И кога е тема јавната администрација, стара рана која никако да зарасне е со управните и надзорни одбори, односно нивниот бројот на членови во нив, надоместоците што ги добиваат, парите што ја чинат државата од државниот буџет и одговорноста, односно функцијата што ја обавуваат. Сакам да прашам, со оглед на тоа што овој закон е ограничен само на државните управи, и стотина функционери се опфатени со него, што станува со јавните предпријатија и со оној голем број за кој сме зборували и тука во ова студио, дека е навистина преобемен за една мала држава како што е Македонија, повеќе од 1000 членови на надзорни и управни одбори. 3900 имаме. Моментално сега? Нашо, не сега, велам пред 2-3 години истражувањето наше покажува дека имаме околу 3900 членови на управни и надзорни одбори кои што трошат годишно отприлике околу за 3 години 7,5 милиони евра сме потрошиле за членовите на управни и надзорни одбори. Извинете, не знам годишно за отприлике ве пресметете. Сега со овој закон се ограничува бројот на членови на управни одбори на 3 видов? На 3 во органите на државна управа, ама тука нема да има големо намалување, бидејќи во овие органи членови имаме само управни одбори, а немаме надзорни. Најголемиот број на управни надзорни одбори се во јавните установи од областа на здравството, на социјалната заштита, значи клиниките, болниците, центрите за социјална институции овде сме ги спомнувале кои не знаеме зашто постојат и зашто и што завршиле. Јавни предпријатија кои што се околу 130 и нешто јавни предпријатија и тука се најголемиот број на членови на управни и надзорни одбори. Значи ова е едно поместување мало. А се надевам дека во иднина со измените на другите секторски закони дека оваа проблематика ќе се реши. Но сакам се само уште за една работа да се осврнам, Горан, за предноста на законот за овие директорски позиции, па и за членовите на управните и надзорните одбори. Јавноста да привлечете е обезбедена во рамките на законот, бидејќи сега на едно централно место како што е Агенција за администрација ќе се објавуваат сите огласи, така да граѓаните ќе имаат можност да имаат поголем увид во тоа какви све работни позиции се отвараат, како за директори, заменици директори, па и членови на управни и надзорни одбори, што до сега го немаше. До сега праксата се објавува оглас 7 дена. Огласот овој пат ќе трае минимум 20 дена според законското решение. 7 дена и вие за 7 дена не можете ни да разберете каде е објавен оглас. Ни да се соберат потребните документи. Па дури и да е 20 дена, 30 дена. Еве за да направам споредба, сега повторно да се вратам на ова што се случуваше во парламент. Огласот на комисија за комисијата за избор на членови на комисија, тој веројатно и не допрел до јавноста, ниту па допрел под кои услови, ако имате вие само 19 кандидати, 14 кои што ги оствариле условите, а 19 кои што аплицирале вкупно. Тоа е многу мал број на заинтересирани кандидати. Зашто не допира до јавноста? Првен, огласите и одлуките за избор се објавуваат во службен весник кој што ви е затворен, кој што бара предплата. Значи вие како граѓанин воопшто не можете да го консултирате, немате достап до службен весник, што не е случај во голем број на држави, веќе службен весник во годината е отворен регистар на прописи, одлуки кај што граѓаните можат да се информираат. Во нашата држава, за жал, вас ви треба пари за да пристапите до информацијата и нема централно место за објавување на огласите. Лутате по сите веб страници на институциите. Сега велите тоа ќе се менува? Сега ќе биде едно централно место, така да можноста и поголем број кандидати поголем број потенцијални кандидати или граѓани или стручни соработници од јавната администрација, од приватниот сектор ќе можат да разберат дека ваквите позиции се објавени и да аплицираат. Неда Малевска, доколку имаат доверба, се разбира. Неда Малевска, Сачмаровска, Центар за управување со промени, ви благодарам многу за учеството во денешното издание да се каже. Ви благодарам и вам на поканата. Почитувани, јас сум Горан Петрески, вие гледавте Да си кажеме на Телма. Ви благодарам на вниманието, останете на оваа фреквенција и довидување утре во истиот термин.